ова е надпревар што во Македонија во нашата историја до сега се нема десено, значи најголем надпревар на клубска сцена, најатрактивно име и најголем клуб што до сега ни гостува. Билетите беа нумерирани за двете трибини со специјални жигови изработени и со специјална заштита и на самиот надпревар ќе бидат со специјална контрола. Во дел од нашите медиуми значи излезе информација, сега е официјална информација пред сите новинари, сакам да изнесам дека вратите на надпреварите на стадионот ќе бидат отворени во 18:20 часот, а ќе бидат затворени во 19:45 под директен налог на Европската фудбалска федерација, значи УЕФА. Стадионот е целосно распродан. 22.000 гледачи, фудбалски меч за уживање. За таа цел, значи, јавно сакам да им заблагодарам на играчите, но пред се на стручниот штаб на чело со Стратев, кои се најзаслужни што ни овозможи Ливерпул да ни гостува тука. На минатата пресконференција ние ветивме дека ќе се видиме повторно. И јас и Никола и сите од клубот. Едноставно ние го исполнивме нашето ветување. Меѓутоа сега не може да кажеме дека за 2 недели ќе се видиме пак. Не може со сигурност да кажеме, меѓутоа секако дека нема да. Што кажеме, оставаме неколку проценти дека може би пак ќе се видиме. Спортскиот директор кажа за заслугите, меѓутоа јас мислам дека најзаслужни за овој успех и што утре на Филип Стојче гостува Ливерпул се фудбалерите начело со нивниот председател момент Никола Глигоров. Успеавме да ги разгалиме љубителите на фудбалот, кои покажаа дека се жедни за фудбал. Може би тоа е затоа што доаѓа Ливерпул, меѓутоа која и било која друга екипа да дојдеше, јас сум сигурен дека интересот на гледачите ќе беше повторно голем, меѓутоа како слак на торта дојде Ливерпул и мислам дека ова ќе биде еден спектакл. Секако дека премногу нема што да се зборува за клубот од Ливерпул, затоа што знаеме на кое рамниште, на кое ниво е, дека е еден од најдобрите европски и светски клубови. Можам да ветам од моје име, а сигурно тоа ќе го направи и капитенот во име на фудбалерите, дека ќе дадат својот максимум. Дека ќе одиграат најдобро што можат и што знаат, а дали тоа ќе биде доволно да се направи позитивен резултат, ќе покаже самиот надпревар, затоа што за противник имаме Ливерпул. Потајно се надевам дека може да направиме и позитивен резултат. Што би значило позитивен резултат? Едноставно за мене позитивен резултат е и да се одигра нерешено со Ливерпул. Едноставно утре во 20:45 кога ќе искочат на терен кажаа дека ќе го остават срцето, дека ќе се борат за работнички, дека достојно ќе го репрезентираат македонскиот фудбал и секако дека останува да го видиме тоа утре навечер. Па добро, што се однесува до составот, едноставно тој е познат. Околу тактичката поставеност, секако дека не играме против екипа од Андора или против Мика. Меѓутоа, земав за храброст да овој надпревар го играме повторно во формација 4-3-3. Без разлика што се работи за Ливерпул, може би ќе биде нешто, нели, зависи од тоа дали сме во офанзива или дефанзива, па може да дојде до преформација во 4-5-1, меѓутоа ќе играме со тројца фудбалери кои имаат класични офанзивни квалитети. Значи, Вандајер, Фабио и Зе Карлос Вилјо се во нападот, во фаза на одбрана сигурно дека ќе треба да помагаат двајца уби. Кога веќе ме прашате, во средина ќе бидат Гоце Тодоровски, Никола Глигоров и Туревски, и во одбраната на гол Мартин Богатинов, десно Димовски, лево Секуловски и на централната дефанзивна позиција ќе игра Фернандо и новото откритие на младиот Еждан Белица. Вие дека Рој Хоцон се плаши од Филип Петковски. Дали го планирате Филип Петковски? Ја кажав дека сите фудбалери кои се во составот ќе бидат во секој момент на располагање дека може да влезат. Дали се плаши Рој Хоцон Петковски или се плаши од Глигоров? Најпрво, како и пред надпреварот со Мика, кога им честитавме на Бојовиќ и Нумовски за остварените трансфери, сега рете на морам да му посакаме се најдобро во понатамошната кариера и се надевам дека ова ќе биде една пракса пред другиот надпревар европски, дека уште некој од нас фудбалерите ќе успее да отиде да продолжи со кариерата надвор.
Исто така задоволство е што и покрај тие трансфери работнички го одржува континуитетот на квалитетна игра и дека успешно се носи со посилни европски клубови. Што се однесува до утрешниот надпревар, мислам дека се е кажано, дека Ливерпул е огромен фаворит, дека може би се минимални нашите шанси за, да не кажам за пласно понатака, туку и за една победа или еден нерешен надпревар, меѓутоа ние фудбалерите, стручен штаб, сите во клубот потајно се надеваме на еден, барем еден успешен резултат и верувајте дека ќе дадеме се од себе, дека 2000-та публика нема да зажали што дошла, макар и во пораз, дека ние ќе скочиме со кренати глави, дека после надпреварот никој нема да има за право да рече јас можев повеќе, значи тоа ќе биде нашиот максимум. Кога ни падна Ливерпул и оваа недела дена живееме со тоа, значи да посакуваме да дојде во најдобриот состав. Зошто да не, значи да видиме до каде сме ние како фудбалери и да видиме колку е нашата сила на тоа едно највисоко европско ниво. Што се однесува од резултатот, сигурно може би е подобро да дојдат со да речем условно без звездите, меѓутоа пак ќе потенцирам сите во клубот сме желни за еден голем меч против најдобрите европски играчи и се надевам дека достоинствено и со голема самопочет ќе влеземе во надпреварот и дека ќе ги оправдаме сите македонски очекувања, бидејќи ова е голем ден за работнички и за македонскиот фудбал воопшто.